Ромската заедница представува нераскинлив дел од нашата заедница, која се темели на почитување на различностите. Како општина градиме обштествена одговорност и рамноправни односи меѓу граѓаните на взаемно почитување, разбирање и еднаквост. Нашата локална самоуправа останува фокусирана на подобрување на квалитетот на условите за живење за сите граѓани, за квалитетно образование, за инклузија во истите сфери на општественото живење, за подобри услови и интеграција на ромите во заедницата, за подобрување на нивната социјална и економска состојба. За таа цел соработуваме со голем број домашни и странски донатори, невладини организации и здруженија, со кои имаме реализирано низа проекти во ромската населба Тризла, а континуирано преку локални проекти работиме и на подобрување на патната инфраструктура, водоводната и канализационата мрежа, подобрување на уличното осветлување и подобрување на културно-забавниот и спортскиот живот на ромите. Работиме на подобрување на интеграцијата на ромските деца во училиштата и детските градинки. Создаваме можност за поголема вклученост на учениците роми во средните училишта и верувам дека заедно можеме уште повеќе. Денес по повод Меѓународниот ден на ромите, 8 април, бевме во кабинетот на градоначалникот на општина Прилеп, Борче Јовчевски, за кој што разговаравме за актуелните проблеми со кои се соочуваат ромската заедница. Има многу повеќе. Пристапува општината кон реализирање на тие проблеми. Инфраструктурните проблеми се најголем проблем, али дел по дел се обидуваме и општината се обидува да ги решава тие инфраструктурни проблеми кои се соочуваат ромската заедница. Во иднина пред се треба државата системски да го решават проблемот со ромската заедница преку повеќе проекти кои што треба да се реализираат во ромската заедница, а со тоа би се подобрил квалитетниот живот на ромите, би се интегрирале во системот ромите, би имале подобра услуга во самите институции, али многу е битно да државата има воља и желба да го решава секој еден проблем. Буквално дискриминација не чувствуваме баш така дека има, но во одредени ситуации може би има, али тоа може да се случува во приватните некаде, пример кафичи и така натаму. Во институциите во општината не чувствуваме дека имаме таква дискриминација, ниту од градоначалникот се чувствува таква дискриминација, ниту од секторите во самата општина, ниту во образовните институции дека имаат некоја дискриминација.